Во текот на вчерашниот ден имавме вкупно 66 пожари на отворен простор, меѓу кои што и шумски пожари. Од нив 51 се целосно изгаснати, додека под контрола се ставени 3 пожари, а активни пожари во овој момент се 12 пожари. Во овие 66 пожари има и неколку депонии, но укажувам на тоа дека депониите воопшто не треба да се потценуваат, затоа што токму вчера во Дојран најпрво се запали депонија, а потоа од депонијата можеше да се случи трагедија, бидејќи беа зафатени неколку блиски куќи. Пожарот во Дојран се уште е активен, но воопшто не го загрозува градот. На ниво на држава, состојбата е тешка, но не е алармантна. Апелирам до граѓаните да не излегуваат со непотребни апели за собирање на луѓе. Како држава имаме доволно припадници на армијата, доволно припадници на полицијата. И ако некаде тоа го побарат локалните авторитети, кои што командуваат со гаснењето на пожарите, тоа се градоначалниците со подршка на командирите на локалните територијални противпожарни единици, ние можеме да испратиме онолку војска колку што тие ќе побарат или онолку полиција колку што тие ќе побарат. Граѓаните не секаде може да бидат од корист. Напротив, некаде може да сметат во работењето на професионалните служби, на пожарникарите, на војската, полицијата, на национални шуми, на доброволците пожарникари или на самите летала. Граѓаните може да бидат корисни во одбрана на населените места кога огнот загрозува некое село или како во синоќешниот случај кога постоеше мала можност огнот да дојде до градот Пехчево. И во тој случај на ивицата на градот тие би можеле да бидат корисни. Во гаснењето на пожарот граѓаните не треба да учествуват, освен доколку не бидат прифатени од локалните командири на територијалните противпожарни единици. Апелирам да не се создава непотребна паника. Денес имавме седница на управувачкиот комитет, на која што меѓу другото донесовме одлука да предложиме на владата да се ангажира и така наречениот НАТО механизам за помош, кој што во суштина ги нуди истите работи како и механизмот на Европската унија, но преку него можеме да бараме и помош во пешадија, односно помош во искусни пожарникари. Во овој момент таква потреба немаме, но истата може да се појави во текот на денот. Во овој момент имаме доволен број на пожарникари, како и доволен број на војска и полиција, припадници на национални шуми, но и цивилно население, доброволци кои што можат да се спротистават на огнената стихија која што ја зафати државата. Рано утрово полетаа 2 хеликоптери, еден полициски, еден армиски, кон Пехчево, каде што веќе активно учествуваат во гаснењето. На нив ќе се придружи уште еден полициски хеликоптер, а за кратко ќе полетат и 3 ер-трактори на дирекцијата за заштита и спасување. Исто така денес одржавме седница на групата за процена, на која што меѓу другото фокусот го поставивме на причините и евентуално мотивите на овој енормен број на пожари кои што се појавија последните неколку дена. Доколку имаме одредени индиции, со истите дополнително ќе излеземе во јавност. Бројот на пожари дополнително ќе го објавиме во Вибер групата, но пожари кои што во овој момент се најсериозни и предизвикуваат најголема опасност се пожарот во Пехчево, каде што има многу жива сила на терен, каде што градоначалникот ја држи состојбата под контрола, пожарот на територијата на општина Старо Нагоричане, каде што пожарот се движи околу селата Малотино и Жеглјане, пожарот на територијата на општина Кратово околу селото Татумир, пожарот на територијата на Македонски Брод кој што гори со денови, а кој што ги загрозува селата Тажево и Брезница, пожарот на територија на Свети Николе околу селата Макреши и Горно и Долно Ѓуѓенци, како и пожарот кај Свети Николе кој што од другата страна кој што се движи во насока на Кочани. Во Куманово е селото Кшање, Кокошиње, но имаме и многу други пожари кои што дополнително ќе ги објавиме во пишана порака во Вибер групата на Центарот за управување со кризи.